конечно на дневен ред е интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Да бидам искрен, до последен момент, знаејќи ги ВМРО-вските мајмунджилаци, очекував некој спотер од знам да стане и да побара да се тргне од дневен ред, како што направивте со оној ВМРО-вецон председател на Уставен суд. Но еве го министерот дојде, за волја на вистината не удостои со писмен одговор, но ќе ги соочиме аргументите усно. Инаку вчера беше точно 2 годишнина откако овој Панче Тошковски е министер, регулар министер во владата на ДПМН, инаку предходно беше 6 месеци министер во владата на Талјат Џафери, значи околу 2,5 години е министер. Нема да се држам до структурата на интерпелацијата, туку ќе ги поделам на 2 основни теми. Првата е персонална, кон министерот Панче, и втората е институционална кон самото министерство. Секогаш гледам да се држам до документи и да биде мојата расправа аргументирана, така и сега ќе почнам од CV-то на министерот. Секогаш сакам да читам ВМРО-вски CV-а, многу ми се интересни, си додаваат, си одземаат, но опште впечатокот дека министерот бил трет ешалон во времето на Груевски. И тој епитет нема љути штука, ќе си го носите за цел живот. Ке почнеме со образованието. Вие сте дипломиран правник, просекот ви е 8,5, што е солиден, многу поголем од Џанаки Митровски, например, оној се знае иконоправен. Сега тука ќе заглавиме кај магистратурата. Секој ВМРО-вец кога доаѓа на власт сака да магистрира, па така и министеров. И видете сега што со тука. Во самото CV ви пишува дека веднаш штом сте дипломирале, сте упишале после дипломски студии по кривично право и криминологија на Јустинијана го Прима. Сте упишале, добро, но тоа било 2006 година. 20 години ви требало за да магистрирате. И баш кога сте на власт, лани пред нова година, 2025, јас прочевкав по правилници, по закон за високо образование, затоа што знам, предавам, дека дупло, максимум тродупло е рокот за да магистрирате. Сега мене ми е нејасно како сте го задржале статусот на постдипломенц 20 години. Кога законот вика 2 по 3, 6 максимум можете да го задржите. Дали наново сте упишале магистратура? Може би тоа ќе треба вие да го објасните. Етимолошки ако гледаме, секогаш од министер, оној што е мал, сичушен и слуга, тоа значи министер, сакате да станете магистер, што значи возвишен, и секогаш баш кога сте на власт. И еве го најдов записникот од Наставно-научниот совет на Јустинијана го Прима, да видам кои ви се во комисија. Во комисија ви се Гордана Лажетик-Бужаровска, менторка, Александра Груевска-Дракулевска и Александра Дејановска-Трендафилова, сите познати професорки. И сега си го поставам прашањето. Во колку комисии ги викнавте овие професорки да бидат во МВР? Јас колку што ги гледам по сајтови, на секој настан на МВР се овие. Нема ли други некои да дадат? Значи, нема ли судирни интереси овие кои вие ги викате по семинари и кај вас, истите ви се во комисија која трае магистратура 20 години. И сте упишале докторат. Еве да ви честитам, исто како Дарко, може би ќе ми станете колега кај мене во Штип, може ќе сакате да бидете и професор, како тој што сака да биде професор. Следно, зошто сметам дека сте демагог и дека сте ВМРО-иден опортунист класичен. Иако сме и двајцата велешани, се познаваме барем од чаршија, поприлично уште од деца, да не речам од средна школа, еве куриозитет. Во иста гимназија учевме со министерот, јас бев генерација со Јанушев, сега што е генсек на влада, а он беше една година постар од нас. Но за разлика од Јанушев, од Ацо Лигњата, па и од Здравковски, кој сега ќе биде после дојде од УМС, јас не се сеќавам Панче да бил УМС. Сметам дека Јанушев, генсекот на влада, е протежето, а вие сте негов штитеник, и тој под влијание на врските кои ги имаше со Грујо и со Миле Митек на Јанакиевски, ве смести во кабинетот на Миле Јанакиевски, како што и смести мал милион велешани кои него му беа другари во тоа време. И таму ви тргнала кариерава, член на одбор на директори на ова АД за стопанисување со стамбен и деловен простор, кој што не гради станови и затоа младите ни се кираджи, член на комисии, и се мрсни комисии, министре, концесии, аеродроми, патарини, јавни наддавања, легализации, дивоградби и слично.
И сега, знаејќи го вашиот така предприемчив дух, си викате, па зашто јас да работам за 20.000 у тоа време плата кај Миле, ќе си отворам адвокатура, така? И станувате дубиозен адвокат. Прво, адвокат фаворизиран од партијата, второ, адвокат фаворизиран од урбаната мафија. Мицкоски во тоа време директор на Елем, ви дава да го застапувате, самиот Мицкоски го застапувате, потоа обвинетиве од СЈО, обвинетиве од 27 април, па дури еве ни се сцгнавте и нас да не тужите, еве, тужби против Левица имате, ама немате против ДУИ, например, немате против СДС, немате против Заеви, напротив, на Али Ахмети му давате државно обезбедување, Артан Груби исто со обезбедување го пуштивте да се избега, ама против Левица тужби. Ама пошто изгледа сте биле слаб адвокат, еве пресудава, вика, тужбеното барање на Христијан Мицкоски, застапуван од Панче Тошковски, се одбива како неосновано и се задолжува тужителот Христијан Мицкоски да му ги надомести трошоците на тужениот политичка партија Левица во износ од 20.000 денар. Уште ни ги немате платено трошоците. Сега сте на урбаната мафија. Зошто на урбаната мафија? Затоа што сте работеле со градежно земјиште, потоа сте се пробали и во кривично право, каде што и магистрирате, колку за јавноста, тоа вие како хирург да после стане оториноларинголог. Значи, небо земја е разликата, но окей, ваше е да се пробате. Плацов пред собрание, што ние сега го национализиравме, откако дојде спикер Гаши, на Анго Доел, вие сте ја воделе постапка. Значи, на сите вака контроверзни, вие сте лепак баш за такви бизнисмени контроверзни. Или овој трговија со влијание е класична Алдари фирмава на некој си Дарко Ќурчиски, која подоцна си добива тендер од МРТВ. И вака сте го направиле вашиот капитал, предпоставувам. Сте станале прилично богат адвокат. Јас познавам адвокати кои не можат киријата да си ја платат, ама вие со фаворизација од ДПМН сте станале прилично богат. Еве го, прво мислам дека сте скриен собственик на бугарски фирми заедно со Јанушев. Еве за Јанушев излезе дека има фирма в Кюстендил. Ај, како бе вака? Генсек на македонска влада има бугарски фирми в Кюстендил, Флугбан Транс, годишен обрт имашен 320.000 евра. Во анкетниот лист, еве ви го анкетниот лист од ДКСК, сте пријавиле дека имате 3 стана, 2 во центар од 150 квадрати и од 50 квадрати и еден во Злокуќани од 115 квадрати. Цирка над пола милион евра, или поточно 623.000 евра пријавена вредност. Дека сте рентиер, зимате кирија, не знам од што, валја рентате нешто. Имате 2 джипа, цирка околу 46.000 евра и 2 градежни земјишни парцели. Стекнат ви имотов 2023, значи окей, пред да станете министер. Арно, ама, бидејќи ми е хоби да чепкам ВМРО-вски CV-ја, во CV-то не сте пријавиле дека сте биле незаконски собственик на фирма. Фирмава е КЛК Construction Land Consulting, која што постоела од 2011 и се затворила во 2025. Фирмава е на иста адреса каде што ви е адвокатската канцеларија во центар. Сигурно знаете и повеќе од мене дека ова е дисциплинска повреда на етичкиот кодекс, дека согласно Законот за адвокатура, член 20, не можете во исто време да бидете и адвокат и да бидете консалтинг за право, и дека е толку тешка дисциплинска повреда, што дури се предвидува и одземање на лиценцата. Значи, вие додека сте работеле како адвокат, сте имале фирма консалтинг, што е законски забрането, и по закон за адвокатура, и по етички кодекс на адвокати, и сте добивале тендери од ВМРО-вските општини. И кога сте станале министер, морате да ја префрлите фирма. На кого ја префрлате? 3 жени не се битни, битен е овој Мажов. Ја префрлате на ваш колега Владо Пешликовски. Прочепкав кој е овој Владо, обвинет во случајот Агент 2014 година, за перење пари преку фиктивни кипарски офшор компании. Сумите се милиони евра, 30 милиони се, тројца беа обвинети. И сега си викам, како бе ваков министер за ред, безбедност, джандарот над джандарите, баш на овој криминалецов најде да му ја префрли
фирмава со која работи. Тоа само ме наведува дека вие сте прилично криминален ум. Кога велам за корумпиран министер, не мислам да земање мито само како црна корупција, туку има и сива и бела корупција. Имате и семејна историја на правосилно осудени роднини, по права линија, нагорна, надолна линија. Еве, последното еден симптоматичен ми е иницијали ЈД, обвинета некоја жена во Спортико Трейд фирма за последна, сега пред некој ден, ФФМ аферата, за перење пари. Мислам дека е тетка ваша. Следно, имате непотизам и кронизам. МВР си го престоривте во фамилиарна тезга. Во СВР Велес првите братучеди си ги унапредивте, овие Крунислав и Благојче Хаджинаумови некој. Баджанакот ваш, значи на жената, сестра, мажот, стана доцент на факултет за безбедност, Тевчо Јолаковски, и извиси најдобриот студент на генерација. И после министерот и премиерот се чудат, оти ни бегале младите. Па од ВМРО-вци ни бегаат, оти одат на наместени конкурси. Оти мора до кучето и мачето да си ги вдомат во државни институции. И следно е тендер шемите и фантом фирмите ваши. Еве, ММ пак Елпеник, на билдани цени со Алаш Вериш. Еве, чисто да види јавноста зашто плаќа МВР пари. Од народен буџет ќе издвоиме за кунски нож за сечење во летувалиште 1650 денара. Па јас ќе го купам од базаро за 100 денара ножов. Една жица за матење јајца 495 денара. Блендер 33.000 денара. 8.250 денара за супарник за супа правење. Еве ги цениве на кои што министерството ги дава пари. Ај сега да отидеме, доста со панче, сега да одиме на МВР. Ќе почнам каде што завршивме со прошлата интерпелација, а тоа е Кочани. Образ ѓон. Миле, вашиот ментор, барем кога загина, оние туристи во Охрид, барем си даде колку толку оставка, па Грује му га врати. Вие ни оставка од морални причини. Не си дадовте. И ај викавте, не е крива МВР, не е крива МВР, не е, цело време тоа беше. Еве видовме аргументирано дека согласно закон за угостителска дејност, согласно основ објект дава МВР, заштита на јавен ред и мир за паркинг, пиротехника контрола прави МВР, работно време прави, гласност збучава, алкохол на малолетници, наркотични средства, се е тоа во МВР. И сега имаме 13 полицајци осудени. Не се правосилно, но се осудени. Каде е вашата одговорност за Кочани? Дотолку повеќе до каде оди перверзијата. Адвокатски шеми имате направено пред да станете министер, токму против МВР, кое што сега го водите. И тоа со овој Дејан Салтировски од СВР Штип, кој беше началник и кој славеше роден ден со мицевски координатор во хотел Оаза. И видете сега, вие наместо да го тргнете човеков, видите што правите? Правите во Валканиве полицајци кои не одговара се ставени во општински изборен штаб на ВМРО-ДПМН. До каде оди ВМРО-вската перверзија на едни вакви луѓе кои се одговорни за најголемата трагедија во Источна Македонија, и во Македонија и на Балканот, и во Европа, кај што ни загина 63 луѓе и 200 се повредени, да го ставите на локални избори после да ви трча во штаб. Балканите цајкани ви се рак рана во министерството, кој вие не успевате да ја решите. Тие се срам за униформата. За 10 години имате пријави кривични против 500 полицајци. Што тоа ви кажува, министри? Еве, вие сте биле адвокат од другата страна. Што тоа ви кажува? Дека си леđи и партиски вработувате таму? И затоа имаме агенти од 6-та управа кои продаваат документи на криминалци, затоа имаме телохранители на премиер тепачи на жени, затоа имаме наркодилери внатре кои ги штитат криминалците, затоа имаме купени дипломи од секаде, од славјански, од туризам, од вамо, од сите инспектори ви се со купени дипломи. И никако не зборите да воведеме систем на надворешна контрола. Уште од Мартин Нешковски кога го утепа 2011 се збореше систем за надворешна контрола. Никако, не. Внатре, самите джандари меѓу себе ќе си се контролираат. Ајде сега за суштински проблем да зборуваме. Приватни агенции за обезбедување, кои вие им дозволувате да хараат, да рекетираат, тие се пара војска во нашето општество. Еве ви го законот за полиција, еве ви го законот за внатрешни работи. Што е целта на полицијата? Заштита на правен поредок, спречување казневи дела, преземање мерки и одржување на јавен ред и мир.
обезбедување на личности и објекти, вика заштита на живот, лична сигурност и имотот на граѓаните. Дури и приватниот имот вие сте должни да го штитите, а не јавниот. А вие што правите? Јавното им го давате на приватни агенции за обезбедување. Имаме 50 на приватни агенции за обезбедување, од кои што 5 хараат. Над 300 милиони евра се дадени по приватни агенции. И тие ни ги обезбедуваат и школите, и градинките, и факултетите, и болниците, и музеите, и министерствата, подрачни единици, и патарините. Па за кој ѓавол ни се полицајците? За да шетаат по кладилници и да ги нема никаде. После Safe City ги снема и од улица ги снема. И еве ви го европскиот просек е 340 полицајци на 100.000 жители. Ние имаме 560 полицајци на 100.000 жители. 220 повеќе од европскиот просек и пак сите овие јавни објекти ги обезбедуваат приватни агенции. 300 милиони евра. Тие пари да завршеа кај вас, немаше да имаат скапани униформи, ќе има компјутерски криминал, немаат лаптопи, не можат форензичко вештачење да извршат. И затоа имате 12.000 луѓе вработени, а безбедноста ја давате на приватни агенции за обезбедување. И затоа имаме ваква црна хроника. Еве, само од последниве 3 дена, ќе ви прочитам. Филмска драма во Карпош. Го пресретнале со 3 возила, го претепале, го однеле во Шишел. 3 напади во центар. Во центар, меѓу претепаните малолетници. Го нападнале, го прободеле млад скопјанец на Битпазар. Пред ноќ нападнат малолетник на автобуска пострајка у Скопје. Ова ни е нормалата со вашата полиција, на која што и ги зимате ингеренциите и ги давате на вашите партиски тепачи. Ви кажав, после Safe City, кој што и ние го гласавме затоа што сметам и после лидерската сметавме дека треба, воведовме толеранција на наше инсистирање, платните налози ги теравте луѓето да ги носат, ај тоа го средивте. Арно, ама не фаќа мотори и не фаќа косовари. Овие кои највеќе ги прават проблемите, не ги фаќа Safe City. Дајте да го унапредиме. Ајде да видиме голготата што ја направите сега со кодовите со регистрација на коли. 2 дена ви требаат кола да регистрирате сега. Можете некое решение да им понудите на луѓето. Или проблемот со заштитните огради на автопатите, кои што се согласно европските стандарди, наводно на хартија, а во суштина како нож низ путер поминува камион или кола преку тие заштитни огради. И на крајот со непостапувањето ќе завршам, го претворивте МВР од времето на Гордето, го вративме ВМРО МВР. Џабе ви е нов закон, инаку за јавноста законот бара да ги уназади овие кои не ви се по кејф. Прво имате двојни стандарди, значи за едни постапувате, за други не. Еве ќе ви кажам каде. За Данела Арсовска, кога ја тепаа учаер команданти на УЧК, грозно ми беше кога ве гледав на сител, како викате, ама ноќето и било таму свиткано само. Вие министер, наместо да ја заштитите, не само што е жена, тука и функционер, а за Митко Јанчев у Кавадарци дрнал некој кавадарчанец 2 раки и го опцул, ајде притвори, ајде 3-4 притвора има да се. Оти сте така, мафија таму. Следно, македонското знаме се гази, се свирка химна, нема апсења. Ама палестинско знаме председателот на Црвена младина објавил таму, вел, ајде апси го таму. Трет председател на Црвена младина ни апсите. Блокадите кај Ореовец, Прилепско, разбивај ги со джандари, со шлемови, со панцири. Блокадите на Битпазар као мачиња. Мяу, нема ништо таму. Таму друг закон важи. Или оној силеджија на ваш Кире Михаилов. Јавен линч со силување на наше советничко град Скопје. Да ви дајме лаптопи да форензичите вештачки таму. Или фемицидите, семејно насилство, 15 случаи дневно, ќе зборуваат повеќе колегите мои за тоа. Серијски убиец у Кумановско не може да ви препознаат. 39 полицајци потфрлиле во случајот со Ивана и Катија од Тафталиџа, оние што се фрлија луѓето од Тарас. И сега доаѓаме до крај. Статистички, шансата за во затвор на генсек на влада е 70% во Македонија. За градоначалник на Карпош е 40%, 2 од 5 се у затвор, а за ВМРО-вски министер за внатрешни е 50%. 3 од 6 министри се во затвор. Љубе, Гордана и Чавков. Се надевам дека вие нема да бидете таков и со време ќе се опаметите и ќе го доведете министерството во ред. Ви благодарам.